Почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитуван градоначалник Максим Димитриевски, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на медиумите, врз основа на член 24 од Статутот на Општина Куманово, член 30 и член 54 став 3 од Деловникот на Советот на Општина Куманово, донесувам решение за свекување на втората воредна седница на Советот на Општина Куманово. Седницата ќе се одржи на 24 февруари 2020 година, понеделник, во окружната сала на зградата на поранешните општествено-политички организации со почеток во 13 часот. Пред да го предложам дневниот ред со единствена точка на дневен ред, би сакала согласно одредбите на законот, на статутот и деловникот, најпрви да се изјасниме за оправданоста на причините за свекување на вонредната седница. Причините за свекување на оваа вонредна седница сите ги дознавме преку медиумите, некои директно, се за жал трагичниот настан кој се случи вчера во нашата општина во село Романовце, во кој во несреќа својот живот го изгубија 4 наши сограѓани, од кои 3 малолетни деца, 3 дечиња од 2 семејства во селото Романовце. По ова првин кус образложение ве молам да се изјасниме за оправданоста на причините за свекување на вонредна седница. Ве молам да гласаме. Повелете. Ви благодарам за оправданоста за причините за свикување на втората вонредна седница. Едногласно се изјаснивме со за 26 присутни членови на Советот на Општина Куманово. За работата на денешнава седница го предлагам дневниот ред со единствена точка предлог одлука за прогласување на ден на жалост во Општина Куманово. Ве молам да се изјасните кој е за овој дневен ред да работиме денеска. Повелете. Ви благодарам. Дневниот ред го усвоивме едногласно со 26 гласа за и ниту еден против и воздржан. Пред да отварам расправа по вака предложениот дневен ред, единствената денешна точка, би сакала да го прочитам текстот на предложената одлука за прогласување на ден на жалост во Општина Куманово. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа и член 68 од Статутот на Општина Куманово, Советот на Општина Куманово на седницата одржана на 24.2.2020 година донесе одлука за прогласување на ден на жалост во Општина Куманово. Член 1. Советот на Општина Куманово 25.2.2020 година вторник го прогласува за ден на жалост во Општина Куманово. Денот на жалост се прогласува по повод трагичната несреќа која се случи на 23.2.2020 година во семејна куќа во село Романовце, кога поради настаната експлозија трагично ги загубија животите 3 деца и едно возрасно лице. На денот на жалост знамињата ќе бидат истакнати на половина копје. Сите културни, спортски, забавни и други манифестации кои се закажани за 25 февруари 2020 година се откажуваат. Член 2. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на Општина Куманово. Ова е текстот на предлог одлуката за прогласување на утрешниот ден за ден на жалост по повод загубата на 4 наши сограѓани, 4 трагично загубени животи, од кои 3, реков се, мали дечиња. Отварам расправа или всушност ве прашувам дали некој сака да земе збор. Првин се пријави градоначалникот Максим Димитриевски. Повелете. Благодарам, почитувана председателке, членови на Советот. Пред да го дадам своето образложение, ќе ве повикам сите со едноминутно молчење да одадеме почит на страданите во немилиот настан.
Слава им. Слава. Почитувани Куманово, денеска е заедно со семејствата Алими и Сакипи. Она што вчера се случи е еден немил настан кој што се случува во 21. век, а истрагата треба да покаже од кои причини. Првенствено апелирам до надлежните државни истражни органи да ја утврдат фактичката состојба и да излезат со детали во јавноста, а воедно ја користам оваа прилика од моје лично име и име на граѓаните на општина Куманово да изразам најдлабоко сочувство до двете семејства и членовите на семејствата Сакипи и Алими, бидејќи според нашите сознанија кои што официјално и од медиуми ги добиваме, се работи за еден трагичен настан во кој што наши сограѓани ги изгубија своите животи, а при тоа веројатно не били ни свесни на моментот што всушност се случува. Воедно ја искажувам мојата поддршка до семејствата и посакувам на сите оние кои што се на закрепнување или се борат за своите животи да ги надминат овие тешки моменти, а ние заедно сите кумановчани сме денеска со нив и со нивните семејства. По овој повод, а по донесена одлука на Советот, Куманово ќе прогласи ден на жалост, бидејќи тоа е нешто што најмалку можеме да направиме ние како сограѓани кои што живееме во едно мултикултурно Куманово, Куманово кое што припаѓа на сите. Воедно сакам да ја искажам намерата на општината и на граѓаните, бидејќи во овие моменти сите сме сплотени без разлика на својата етничка, верска и политичка припадност, дека сите сме заедно со овие семејства и стоиме на располагање да помогнеме во секој момент и институционално, но и вонинституционално, за да колку од толку ги углажиме болката и на членовите на семејството, а воедно и на сите кумановчани, бидејќи сепак се работи за еден несекојдневен настан, кој што не само што не растревожи сите, туку првенствено не подосвестува да видиме каде тоа сме ние во овие турбулентни времења, каде што од елементарна невнимателност, а можеби и пропусти во делот на онаа што значи безбедносна употреба на различен тип на апарати, се доведуваме и изложуваме самите себе си. Се надевам дека оваа ќе биде последна седница на која што ќе имаме ваква одлука да прогласуваме ден на жалост и животот ќе продолжи да функционира и работи непречено, а ние со двете семејства ќе бидеме за секогаш тука како вистински пријатели и комшии да се најдеме едни на други во вакви тешки моменти. Уште еднаш благодарам на председателката на Советот, на сите вас советници кои што се отповикавте на мојот предлог да денеска ја донесете оваа одлука, но верувам дека истата нема во иднина да ни се повторува и ќе научиме од онаа што ни се случува во моментов, да се држиме заедно и да бидеме секогаш сложни и упорни да истраеме на сите предизвици кои што се пред нас. Благодарам, а на починатите нека им е вечна слава. Благодарам. За збор се пријави советникот Томица Илич, координаторот на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Повелете. Благодарам, почитувана председателка, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми и сите наши сограѓани кои што не гледат пред малите екрани.
Као координатор на советничка група на СДСМ и коалицијата, во моето име и во името на советниците, сакам да изразам длабоко жалење и сочувство до семејствата на загинатите во вчерашната несреќа во село Романовци. Вчерашниот трагичен настан во кој животот го загубија 4 лица, од кои 3 млади деца, пред кои доправа доаѓаше животот, нанесе голема болка и тага, како кај жителите на Романовци, така и кај сите наши сограѓани во општина Куманово. Во ваквите трагични, тешки моменти, сека искажен збор на тага е премалку за да се искаже чувството на болка кај сите нас. Болка во која сочувствуваме со семејствата на нашите прерано заминати сограѓани. Посакувам повредените што побрзо да закрепнат и да се вратат во нивните семејства. Како совет во овие тешки моменти, поготвени сме да помогнеме во рамките на нашите надлежности со цел полесно се надмине ова трагедија. На крај, сакам да изразам благодарност до екипите на противпожарната единица од Куманово, кои вчера интервенира на местото на несреќата. Благодарам и слава им на загинатите. Благодарам. За збор се пријави координаторот на советничката група на ДОИ, Фатмир Идрези, повелете. Благодарам председателке, поздрав до градоначалникот, поздрав до колегите советници. Ние денес со длабоко сочувство сме го добиле веста за трагичното загинување на 3 членови на 3 семејства. Станува збор за 3 деца и 1 возрастен. Во име на советничката група на Демократската унија за интеграција ви изразувам сочувство на семејствата, што е можно полесно да го надминаат оваа голема загуба, и на повредените им посакувам што е побрзо закрепнување. Немам други зборови да го опишам ова, да ја опишам болкава, но ние како советници сме со семејствата за секоја евентуална потреба. Благодарам. Благодарам. За збор се пријави советникот Драган Петковски, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Повелете. Благодарам, председателке. Почитуван градоначалнико, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Во име на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата би сакал да им изразам длабоко сочувство на семејствата на настраданите во трагичниот настан од што се случи вчера во село Романовци. Воедно би сакал да истакам дека ние ќе ја поддржиме иницијативата за прогласување на утрешниот ден за ден на жалост во општина Куманово, а исто така ќе ги поддржиме и сите понатамошни иницијативи за помош на унесреќените во трагичниот настан. Благодарам. Благодарам. За збор се пријави советничката Наиле Османи. Повелете. Ве поздравувам сите присутни кои сме тука. Жалосно, за жал, за еден трагичен настан и им изразувам длабоко сочувство на семејството. Добив збор, бидејќи вчера бев директно инволвирана со овој случај, како и многу други лекари од болницата, кои беа во болницата за да им помогнеме на хирурзите, бидејќи бројот на настраданите беше многу голем и ретко виден во болницата. Сликата беше тешка и болката беше многу голема. Во име на мојата советничка група, во име на сите членови на мојата партија и да не политизираме, изразувам длабоко сочувство на семејството. Треба да спомнам дека од вчера сум добил многу повици преку телефон и пораки. Како лекар ние сме заблагодарени и пофалени од
за нашата работа, а во иднина треба да се ангажираме, да се работи многу повеќе за да се поправат економските, социјалните и другите услови на ова население. Може би овој говор изгледа емоционален, но да бевте вчера присутен во болницата, истото ќе го кажавте и вие. Така што длабоко сочувство до семејството за големата загуба и за големата трагедија. Благодарам. За збор се пријави советникот Осама Муадини. Повелете. Почитувани председателки на Советот, почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани граѓани на Куманово. Тешко е да наоѓаш зборови кога се зборува за ваква трагедија како вчерашната, каде за жал го загубија животот 4 членови на 3 семејства, од кои 3 мали дечиња, кои денес требале да бидат во училишните клупи. Дозволете ми на моје лично име и на име на Алијансата на албанците да изразам сочувство до семејствата на загинатите и болката што тие го доживуваат денеска е болка која го споделуваме сите заедно. Му се молиме на Господ, на загинатите, да им даде милост, така како што Он знае, и му се молиме на Господ, на повредените, да им даде што е можно побрзо закрепнување. Сакам да ги охрабрувам и да ги поддржувам лекарскиот тим кој максимално работат за да повредените да закрепнуваат и да се спасат од оваа трагедија, и апелирам до надлежните органи од предпријатијата кои се занимаваат со производство на овие гасни опреми, инспекциите по големи контроли да прават врз овие произведувачи, максимално во иднина да се избегнуваат опасностите од ваквите случувања, бидејќи од вчерашниот случај, значи има голема паника, така што барам од надлежните органи да превземат по жестоки мерки. Да не сакам да должам повеќе, уште еднаш сочувство до семејството Алими и Сакипи, и му се молам на Господ уште еднаш повредените да се спасат и да закрепнуваат. Благодарам. Благодарам. За збор се пријави советникот Ферис Дервиши. Повелете. Благодарам, господи председателке. Поздрав до градоначалникот Максим Димитриевски, поздрав до сите советници, колеги, поздрав до представниците на медиумите. Најпрви сакам да изразам моје сочувство за семејството или на двете или трите семејства кои се наоѓа на една жална и болна трагедија со која се чувствуваме сите како граѓани. Јас денеска не се чувствувам ниту како партиска личност, ниту како албанец или македонец, србин, ром или турчин. Јас се чувствувам денеска само како граѓанин, и тоа што го кажувам ми произлегува од срцето. И тоа што ми го кажува срцето, го кажувам и овде пред вас. Ова е трагедија со која се сочувствуваме сите.
тоа што ме натера да земам збор беше разговорот на Осама кој кажа дека надлежните органи треба да вршат поголема контрола за тоа што се продава во пазарот. Нека биде ова и една порака за државните институции, бидејќи не е толку лесно да се загуби еден човечки живот. Сето друго се надополнува, но луѓето не се враќаат повеќе на овој свет. Ние во нашите куќи имаме различни инсталации и во аспект на овие гасни апарати и во аспект на електрична енергија. Верувам дека ова е причинител кој ги прави овие трагедии. Му се молиме на Господ овие да се последни случувања. Овде кажави пред тоа нема разлика на која верска припазност припаѓаме или националност. Сите сме луѓе и болката ја гледам тука дека ја споделуваме сите заедно без разлика кој на која политичка партија, верска исповест или националности припаѓа. И на крајот просто благодарност, посебна благодарност кон пожарникарните служби, кон лекарските тимови, како во болницата во Куманово, така и во скопските клиники. Им се заблагодарувам уште еднаш, а новие другите им посакувам брзо закрепнување и Господ овие да ги смелува. Трагедија е ова, сите сме емоционални, зборуваме со емоции, треба да се разбереме меѓу себе, а овој е животот кој треба да го поминуваме. Уште еднаш ви се заблагодарувам за оваа организација, ние ќе бидеме близко до семејствата кои го доживеа оваа трагедија. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се пријавува? Нема. И јас би сакала да кажам уште неколку збора. Како што кажа и моите претходни колеги, во вакви емотивни моменти било кој човек тешко наоѓа зборови на утеха, зборови на сочувство, меѓутоа човечки е и да чувствуваме и да бидеме емотивни, но и да се обидеме да ја споделиме болката на семејствата и да им помогнеме во овие за нив исклучително тешки моменти. Затоа што кога ќе загубите близок член на семејството, загубата е ненадомеслива, болката е огромна и навистина треба време да помине и повторно да продолжите со својот живот и да ја гледате иднината на останатите членови на семејството. Верувам дека и семејството са Кипи и Алими се во исклучително тешка состојба, но тоа што сите ние како граѓани на општина Куманово, како што кажа и моите колеги претходно, независно од етничката, верската, политичката, било која друга определба, независно од тоа каде живееме, каде работиме, сочувствуваме со нив, се обидуваме да ја споделиме нивната тага, нивната болка, се обидуваме со зборови на утеха да им дадеме малку надеж во овие тешки денови. Верувам дека барем ќе имаат известна утеха дека не се сами во оваа трагедија, во овие тешки моменти. Ние како општина Куманово, како совет на општина Куманово во рамките на нашите надлежности, во рамките на нашите можности, ќе пружиме сета поддршка, ќе обезбедиме и материјална и финансиска помош кога тоа законските услови ќе го овозможат и се разбира во оваа трагедија, иако верувам дека не сакаме многу да говориме за тоа, но нека биде сепак опомена во најкусможен рок да навистина се зголемат безбедносните мерки и во сите оние што ги продаваат, издаваат, одобруваат ваквите апарати и да биде опомена за сите нас кои користат во некои или во чести случаи вакви апарати, дека животот е понекогаш само миг, дека е потребна голема безбедност за да се зачуваме себе си, за да ги сачуваме нашите блиски
па и нашите соседи и нашите сограѓани. На повредените посакувам исто така зборови на сочувство, зборови на поддршка, на лекарските тимови исто така благодарност и апел од името на Советот, од името на Општина Куманово да дадат се од себе, да се спасат и што побрзо да закрепнат останатите повредени. Уште еднаш сочувство до семејствата, вечна слава на загинатите во оваа несреќа. А сега да пристапи на она што е наша законска обврска, ве молам да се изјасниме во однос на предлог одлуката за прогласување на ден на жалост во Општина Куманово. Повелете. Ви благодарам. Одлуката е донесовме едногласно со 27 гласа за и ниту еден против и воздржан, и утрешниот ден, 25 февруари 2020 година, е прогласен за ден на жалост во Општина Куманово. Со ова го исцрпевме дневниот ред на втората воредна седница на Советот на Општина Куманово. Ја заклучувам оваа втора воредна седница. Ви благодарам.